1/4 од населението на истокот без квалитетна вода за пиење. Ова главно се однесува на добар дел од жителите кои живеат во руралните општини или во дел од селата. Таму, наместо од водоводи, приклучени на филтер станици, вода се пие од сопствени извори. Состојбата особено алармантна е во Облешево, Чифлик, Уларци и Чешиново, каде водата е со сомнителен квалитет. Чифлик, Облешево, Чешиново, Уларци, у вода живееме, за вода трпам. Цело село е канализирано, нема вода. Не сме приклучени, може утре и не приклучени. Истата ситуација е и во околу 40% од селските средини во Штипско, поради што Штипски исар прави напори селските водоводи целосно да ги превземе. Ние презедовме едно 60% од самите водоводи, останаа уште 40%, постепено и нив ќе ги преземе, бидејќи тоа не може одеднаш да го направиме, бидејќи имаме работа овде во самата општина, меѓутоа дел по дел ги преземаме сите водоводи, благовремено интервенираме и не дозволуваме да има некои поголеми дефекти, се со цел да и овие граѓани имаат здрава и пивка вода за пиење. Онаму каде што водоводите се приклучени на филтер станици, водата е со одличен квалитет. Градски водовод, водата во Виница е перфектна за пиење. Не отстапува од ниедна норма, по правилникот до сега нема ни неисправна анализа во поглед на хемиско и бактериолошки дел. Водата е најскапоценото нешто што го имаме, па многу е важно неа да знаеме и да ја чуваме. Токму тоа е пораката што денес на Светскиот ден на водата ја испратија најмладите. Децата во текот на целата година се едуцираат што значи тоа вода и колку треба да ја цениме, да ја запазуваме, да ја штедиме и да ја рационално користиме. Денес е денот на водата, водата живот значи. Ние често се миеме во градинката, но водата ја штедиме. Овогодинешниот ден на водите регионот го пречекува со енормни загуби од околу 500 литри во секунда или близу 60% од испорачаната вода. Ова е големо расипништво, зашто државата располага со само 6 милиарди и 372 милиони кубни метри, значи само по околу 3000 кубни метри по еден жител. Се предвидува намалување на врнежите од 15% до 2050 година и драстично намалување на истекувањето во сите речни сливови. Општата достапност на водата во Македонија се очекува да се намали за 18% до 2100 година. Од тука, рационалната потрошувачка веќе не е само прашање на желба и култура, туку и на голема одговорност.